Колку пати да е кажано, треба да се повтори. Тие не се никакво тајно друштво што работи на глобален заговор. Не се чудни или неприродни. Тие се само обични луѓе што сакаат нормален и сигурен живот и што се мачат со истите проблеми како и остатокот од општеството. Me fillimin e epidemisë të koronës, shumë persona të komunitetit LGBT njëjtë si gjithë popullata i humbën vendet e punës, dhe thot ka persona që menzise mbjetojnë për të siguru kafshatën e bukës, është një problem shumë i madh dhe ne nga fillimi i krizës kemi nda 6 ton ushqim me mbështetje donatorëve të miqve tonë në 10 qytete të Maqedonisë. Луѓето од LGBT популацијата се едни од најдискриминираните во нашето општество. Дури и луѓе што силно шират омраза меѓусебно поради различната етничка, верска или друга припадност, се обединуваат во нетрпението кон сексуалните малцинства. Тие се сечија мета, сечија цел и сечи изговор за омраза. Сега е незаконски во нашата земја некој да биде дискриминиран врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет. Колку овој закон ќе придонесе да биде намалена дискриминацијата, најмногу ќе зависи од тоа колкава поддршка ќе добие заедницата од државата и од општеството за тој да биде спроведен. Проблем на самата заедница представува скриеноста или криењето, тајната што ја чуваат самите луѓе со себе и криењето или прикривањето на својот идентитет во семејството, на работното место, во училиштните средини е проблем со кој луѓето се соочуваат секојдневно. Често се слуша прашањето што толку сакаат LGBT луѓето. Што им е скратено? Какви права немаат? Зошто треба да бидат третирани посебно? Тие секогаш и секаде го имаат истиот одговор. We don't want to be treated differently. We want to be treated exactly the same as our straight compatriots in our country, which will also benefit the country at large. Тогаш следуваат уште повеќе прашања. Што ги спречува да живеат како обични луѓе? Зошто мора да ја истакнуваат сексуалноста? Ние ја истакнуваме ли? Кого го интересира што прават во креветот? Тука доаѓа до израз главното недоразбирање од кој извираат голем број предрасуди. Јавното изразување на сексуалноста. Не, тоа не значи да се има секс на јавно место. Сексуалниот чин е интимна работа и припаѓа во креветот или на друго место, далеко од јавните очи. Но сексуалната ориентација е јавна и од секогаш била. Барем за луѓето што имаат партнери од различен пол. Тие слободно кажуваат дека се во врска, дека ја прекинале врската, се појавуваат со партнерите во јавност, прават свадби и многу друго. На сите им даваат до знаење каква е нивната сексуална ориентација. Dhe besoj se shoqëria jonë një ditë do ta kuptoj se ne kemi qenë këtu, kemi ekzistuar dhe nuk jemi diçka që kemi ardhur prej jashtë, nuk na ka sjell dikush të jemi këtu LGBT, po ne jemi pjesë e çdo familje, çdo shoqërie, çdo kulture. Така LGBT луѓето сакаат да изгледа и нивното јавно изразување. Да знаете дека вашиот сосед или соседка, пријател или пријателка, колега или колешка се припадници на LGBT популацијата и да немате никаков проблем со тоа. Едноставно да го прифатите како реалност, бидејќи тие се повторно истите луѓе и се дел од нас. Se LGBT mund të jetë mjeku, mund të jetë farmacistja, mund të jetë çdo kush në rrethin tuaj. Edhe kur ju flisni me dhunë, i bëni që ato mos ju pranojnë se kush janë dhe çka janë. Edhe besoni se të jetosh një dyshisht është shumë e rëndë. Pranoni njerëzit ashtu si janë dhe shpërndani dashuri.
Оние најгласните што обвинуваат дека сето тоа е неприродно, девијација, перверзија и дека ќе ја уништи светската цивилизација, доволно е да видат каков е квалитетот на животот во земјите што во изминатите децении значително ги унапредиле ЛГБТ правата. Тоа го направиле речиси сите земји со висок животен стандард. Спротивно на теориите на омраза, никаде нема доказ дека зголемувањето на видливоста и на прифатеноста на ЛГБТ луѓето довело до пропаст на општеството. Le fait d'aller dans d'autres pays, d'avoir une ouverture sur les autres pays, ça aide à voir que ce que les détracteurs des droits des personnes LGBT peuvent dire est faux, puisqu'il y a des sociétés qui ont intégré les droits des personnes LGBT, qui respectent ces droits et qui vont de l'avant. Je pense à des pays qui ont été précurseurs comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne sur ces sujets et qui ont influé sur la France et les prises de décision qui ont été notamment celle du mariage pour tous. Воспротивно, кога ќе се дозволи предрасудите да надвладеат, тие ги туркаат ЛГБТ луѓето кон повлекување, кон враќање во плакарот, за да избегнат непријатни ситуации. Со тоа целото нивно секојдневие станува едно големо непријатно искуство. Например, за транс луѓето многу е повидлива пречката во стварањето на нивните основни човекови права, посебно кон пристап кон добри услуги, например на шалтер, кога мора да објаснуваат или да одговараат на прашања кои засегаат нивната приватност, кои не смеат да бидат поставувани тие прашања воопшто. Лесбијките ги мажите претежно ја сокриваат, ја прикриваат нивниот идентитет, нивната сексуалност, кога станува збор за контакт и интеракција со државните институции, со бизнисите или образовните институции, соседните институции и така натаму. Во смисла, тие радо не би се справувале со нивниот идентитет сексуален, кога имаат таков контакт со некој вид на обслужувачи на услуги. Тоа се луѓе што веќе имаат други своји проблеми. Предрасудите и дискриминацијата, што ги доживуваат бидејќи се дел од ЛГБТ популацијата, само им ја отежнува веќе сложената ситуација. На некои многу повеќе отколку на другите. Тоа затоа што самата ЛГБТ има хиерархија на прифатливост и неприфатливост. Например, ЛГБТ ромите се најмалку прифатени од самата ромска заедница, нели? Но и од мнозинската која не е ромска ЛГБТ заедница. Затоа што е многу тешко да се биде ЛГБТ ром во држава каде што и кон самите роми има многу често дискриминаторски ставови, но и кон самите ЛГБТ луѓе има многу често дискриминаторски ставови во општеството. Në një shoqëri diverse, në një shoqëri multietnike, edhe pjesëtarët e komunitetit LGBT janë të nacionaliteteve, të feve të ndryshme, të kulturave të ndryshme, prapavija të ndryshme dhe jo çdo person ka nevojat dhe problemet e njëjta. Посебно ми е драго еве што и минатата година се одржа и првата парада на гордоста во Македонија и едноставно голем број на пратеници и имаше и од владата министерки и така натаму учествува на оваа парада и дадовме јасна недвосмислена поддршка дека ЛГБТ луѓето се дел од нашето општество и дека заслужуваат да ги уживаат сите права, човекови права и слободи како сите наши сограѓани и испративме јасна поддршка дека е потребно да се унапредат правата на ЛГБТ луѓето и да се заштитат од сите видови облици на дискриминација и исто така и од говорот на омраза и насилство кое што се случува врз ЛГБТ луѓето. Маја Морачанин е дел од првата парламентарна група што се формирала во Македонското собрание за поддршка на ЛГБТ популацијата. Таа постоеше во минатиот парламентарен состав и броеше 14 членови.
4 децении по другите земји и македонската политика почна да се занимава со дискриминацијата над овој дел од нашето општество. Навистина се создаваат законски услови за ЛГБТ и луѓето да ги уживаат своите права и слободи. Но исто така ја подвигнуваме јавната свест меѓу населението, меѓу граѓаните за тоа што се проблемите, кои се проблемите со кои се соочуваат ЛГБТ и луѓето и дека навистина треба сите заеднички да се бориме против нивна дискриминација, против говор на омраза, насилство и така натаму. Очигледно дека има уште многу пат да се оди за да се стигнат другите, но дали законите се доволни за да го трасираат патот? Дури и нивното донесување се одвиваше со пречки, откако законот против дискриминација еднаш беше укинат, па повторно се врати. Државата, барем засега, покажува волја да ја унапреди борбата против дискриминацијата на сите полиња. Се очекува да добиеме една професионална, независна и многу поефективна комисија за спречување заштита од дискриминација, која што ќе постапува по сите пристапки на граѓаните, која што ќе постапува по службена должност, која што ќе постапува професионално, која што со новиот закон уредена да работи како професионално тело, односно некако досега со претходниот закон да може да биде тоа хонорарна работа на комесарите, туку истовремено и да работат нешто друго. Со новиот закон се предвидува комесарите да бидат 8 часа секој ден ангажирани во спречување и заштита од дискриминација. Борбата против дискриминацијата е пример како може да се учи од понапредните што веќе го изоделе патот пред нас и како може од нив да се преземат решенија со кои ќе може да се направат поголеми чекори во вистинската насока. Законот воведува големи промени, но останува тие да профункционираат и да ја исполнат својата цел. Со новиот закон се воведува тужба од јавен интерес, односно акција популарис, каде што организациите, невладините организации, синдикатите и сите други заинтересирани страни ќе може да поведуваат тужби, значи во судска постапка, без да барат согласност кога се работи за поголема група на лица кои што се дискриминирани. Значи ова ќе важи и за организациите кои што работат нели на ЛГБТ и правата. Борбата за правата на маргинализираните заедници не е значена само за да им се помогне на нив. Таа е и борба за принципи, за тоа дали во едно општество ќе се дозволи да има предрасуди и дискриминација или нема. Без разлика за која група тоа се однесува. Ако некој смета дека ЛГБТ популацијата не заслужува поддршка против предрасудите, тоа е оправдување на дискриминацијата. Такво нешто е недозволиво во една европска држава. Споредбено со некои минати периоди, мислам дека навистина веќе прашањето на што се однесува до правата на ЛГБТ и луѓето добива на значење и отворено се зборува и во јавноста, еве и во собранието на таа тема и почнуваме практично навистина да придонесуваме значајно за промена на сваќањата во јавноста што се однесува до ЛГБТ и луѓето, бидејќи тие се сепак се уште една од најмаргинализираните заедници во нашето општество, но мислам дека придонесуваме да се менуваат работите во позитивна насока што се однесува до правата на ЛГБТ луѓето. Статусот на припадниците на ЛГБТ заедницата како едни од најмаргинализираните граѓани во нашата земја е резултат токму на игнорирањето на нивните проблеми. На ставовите дека нивниот проблем е помало од другите и дека припаѓа во приватната сфера, во креветот. Затоа е неопходно политиката да заземе цврсти ставови и да го насочи развојот на земјата. Мислам дека и во однос на законската регулатива, но и во однос на незината имплементација, навистина даваме голем придонес. Се разбира дека се уште треба многу да се работи на ова поле. Дека законите не се доволни сами по себе, покажува и примерот со државата што често се смета за најдобра и најнапредна кога станува збор за правата на ЛГБТ популацијата, поради својата традиција на либерални политики. Уште од 1811 година таму хомосексуалноста е озаконета, нешто што се уште не се случува во повеќе земји во светот, каде што се уште има прогони, затворски казни, дури и смртни казни. Споредена со нив, Холандија е рај на толеранцијата, но ако се прашаат самите холандјани, има уште многу пат да се изоди.
I would say the situation in the Netherlands in general is good, but of course there is still discrimination. There's still widespread discrimination, and there's still a lot of work to do in order to make sure that our entire community is really feeling included. And that doesn't only happen by enacting new laws, but that is also a social element. We need to make sure that we educate, we need to make sure that we inform, and we need to make sure that we're visible. Насекаде организациите за поддршка имаат полни раце работа. Некаде се борат за да добијат права, а некаде за да ги остварат. Таму каде што се и добиени и остварени, борбата е за тие да бидат применети насекаде и да се спречи дискриминацијата дури и на индивидуално ниво. Секој поединец да почувствува дека е прифатен и е дел од општеството. Les personnes LGBT, elles sont globalement bien acceptées en France, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et il y a encore des terrains où ça reste complexe. Je pense par exemple au monde du travail ou au monde du sport, il y a encore beaucoup de travail et les organisations telles que l'Inter-LGBT essaient de faire avancer ces sujets. Et à ce titre, on essaie de mener des actions. On a un soutien à la fois logistique, moral, financier aux organisations qui composent l'Inter-LGBT. Et c'est en ce sens qu'on aide la communauté et qu'on fait avancer les droits des personnes LGBT en France. Дека промени се можни и тоа за кратко време покажува токму примерот со Франција. Иако тоа е првата држава што ги декриминализирала истополовите врски во годините по буржоаската револуција, сепак хомосексуалноста во земјата се сметала за болест се до 1982 година, кога со закон било укинато тоа. За само 40 години земјата целосно се промени во однос на ова прашање и стана едно од најдобрите во Европа. Се одеше чекор по чекор, но со големи чекори. Прво кон ослободување, па кон овозможување граѓански партнерства, се до легализирање на истополовите бракови. Обществото целосно се навикна на тие промени. L'évolution sur les questions notamment homosexuelles a été très rapide en réalité en France, puisque il y a encore 40 ans, jusqu'au début des années 80, l'homosexualité était considérée par la loi comme un fléau social et les rapports entre mineurs de même sexe étaient interdits. Les rapports entre personnes de même sexe, toutes catégories d'âge confondues, ont été totalement décriminalisés en France en 1982, lorsque pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la gauche était de retour au pouvoir sous la Ve République en France. Donc depuis le début donc, des années 80, les choses ont finalement été très rapides. C'est-à-dire que du passage de la décriminalisation totale des rapports entre personnes de même sexe en 1982 jusqu'au Pax en 1999, les choses ont été très rapides puisqu'il y a eu moins de 20 ans entre ces deux dates. Après, il y a eu quand même un petit ventre mou, c'est-à-dire que la France a cessé de progresser aussi vite qu'elle ne l'avait fait par le passé, jusqu'à la loi sur le mariage pour tous, qui a vraiment marqué les esprits au printemps 2013. Така Франција стана пример дека општествениот менталитет не може да биде изговор за да се скратуваат правата на која било група граѓани, но за да се смени менталитетот не е доволно само организирањето на маргинализираните заедници, како ЛГБТ луѓето. Клучната разлика што ја направила Франција е што институциите им овозможиле поддршка во нивната работа, без предрасуди и без осудување. Inter-LGBT fait très attention à cela, en ce sens qu'elle est systématiquement en contact avec le gouvernement, avec les parlementaires, les élus et les administrations, pour que ces droits ne soient pas uniquement des droits de papier, mais bien des droits qui soient effectifs dans l'ensemble du quotidien des personnes LGBT. Борбата за човековите права е пат по кој мора постојано да се оди и не смее да се застане. Поради недоволно разбирање, предрасуди, слаба информираност или други причини, секогаш има луѓе што стојат на другата страна и се борат против остварувањето, дури и за одземање на нечии човекови и граѓански права. Клучот е да се насочи борбата не против нив самите, туку против нивните разбирања и предрасуди. On a bien conscience qu'il y a face à nous des gens qui œuvrent pour que ces droits ne soient pas effectifs. Et si on n'est pas vigilant, si on n'est pas mobilisé, s'il n'y a pas des acteurs citoyens et des associations qui veillent, eh bien on se rend compte que très vite on peut faire marche arrière. And what I think for the Netherlands is really important is to keep on moving forward, keep on working hard on the inclusion of LGBTI
people in legislation, but also through education, because coming to a standstill is always a problem. Холандија, татковината на Арон, како земја предводник во развивањето на ЛГБТ правата, помислила дека сторила доволно за заштита на оваа популација, но одговорот дошол брзо дека тоа не е така. I think especially when you look at the first 10 years of the 2000s, there have been a lot of developments, but I also am very much aware of the fact that we are slowing down. If you look, for instance, at the ILGA World Map, we are a shared 11th place, whereas in the past we have been way higher up in these lists, which basically means that we are lacking behind in the development of LGBTI inclusion in our country. Назад во нашата земја, каде што се уште се прават почетни чекори во борбата против предрасудите, главните теми се уште се системската дискриминација, отфрлањето и незаинтересираноста на институциите да се спротивстават на оние што ги нарушуваат правата на ЛГБТ луѓето. Ова е место каде што многумина од нив не се чувствуваат безбедно да се прошетаат по улиците на својот град, бидејќи се напаѓани. И знаат дека напаѓачите не се единствени виновници во оваа ситуација. Насилството е уште поголем проблем затоа што тие хомофобични, трансфобични ставови, предразсуди, стереотипи кои се присутни кај мнозинството на луѓето, а се поврзани начите со тоа дека луѓето се болни, дека не се нормални, е уште поголем и несанкционирањето или неказнувањето на таков вид на постапки на однесувања уште повеќе ги изложува ЛГБТ луѓето на дополнителен ризик од насилство, од говорна омраза, од дискриминација или злоупотреба на нивните, поставување на нивните човекови права и така натаму. Интервенции во типот образовни програми, содржини или практики кај наставниците да се по-инклузивни, по-отворени за различноста, која е се присутен феномен и е неоспорен факт, но и кај здравствените институции, кај обвинителството, судството се многу повеќе од потребни. Наместо кон подобро општество за сите, тоа води кон отуѓување и затворање во себе на еден дел од општеството, кој поради силните напади и самиот почнува да се чувствува непосакувано и отфрлено. Кога младите луѓе се развиваат во такви услови, тоа може да има тешки последици за нив. Да се соочуваш со отфрлање, со неразбирање, со неприфаќање на секојдневна основа е ризик по сопственото психичко здравје и тоа е проблем кој наредко се адресира кај нас и во многу земји во светот. Дискриминацијата не може да се решава на парче. Таа или постои или не постои. Многу е лесно да се дефинира. Дискриминиран е секој што добива нееднаков третман поради својата припадност кон одредена група, без разлика за која група станува збор. Затоа ЛГБТ правата не можат да бидат помалку важни од другите права и нивното унапредување треба да се одвива заедно со подобрувањето на правата на сите други групи и заедници во општеството. На крајот, борбата е само за еднаквост и за ништо повеќе. Дали личиме на Европската Унија е прашање што по својата важност го наминува прашањето дали и кога ќе станеме членка на Европската Унија. Тоа е прашање на можности и стандарди што овозможуваат подобар живот, на ангажманот на државните институции и на општеството во градењето подобро утре. Европа не треба да ја гледаме како символ на совршенство, туку како символ на желбата за усовршување, на желбата секој да ги ужива своите фундаментални права.